Македонката што онлайн била измамена за 40.000 евра, паднала на убавината на украинскиот политичар немилостиви Виталий Олександрович, чии фотографии ги искористило лице за да се представи како осамен американец на кого му треба помош. Адам Дона, заводливиот маж од Facebook, се представувал дека е од Атланта, дека студирал на Харвард и дека е трауматолог кој работи за американската армија. Но нашето истражување покажа дека овој искусен и успешен лекар всушност користи фотографии од актуелниот заменик министер за стратешки индустрии на Украина. Фотографиите на згодниот американец се истите поставени на интернет од украинскиот политичар. За да ја убеди дека не е лажен лик, американецот и испратил патна исправа на Скопјанката. Но податоците во неа не соодветствуваат со личните информации на заменик министерот запишани во неговата биографија на интернет. Стапивме во контакт со украинскиот политичар. Тој вели дека од Facebook веќе добил дојава дека некој ги користи неговите фотографии. Я про це узнав, коли мені прийшло, я не пам'ятаю вже також десь рік чи півтора тому, з Фейсбуку запитання стосовно підтвердити свою ідентичність, так скажемо. Мене Фейсбук заблокував мою сторінку у Фейсбуці, офіс там, я не знаю, де він там знаходиться за кордоном. І мені приклав там перелік питань, не знаю, багато, там, штук 50 чи 100 питань на англійській мові. Так як я не розумію англійську мову, я попросив сина. Син заповнив відповідь і направив на Фейсбук. Після чого там, через декілька днів знову прийшов якийсь перелік запитань і ще скільки там сторінок. Мені це набридло, я просто закрив цю сторінку в Фейсбуці і забув про це. Все, що мені на це відомо. Після того десь через рік чи півтора відкрив нову сторінку в Фейсбуці і вже свою фотографію там не виставляю. Поради многобројни обврски, украинскиот политичар не пријавил во институциите. Розумію, це не поодинокі випадки у Фейсбуці, раз вони цим займаються системно і блокують акаунти і виясняють особи. Я думаю, що це якесь шахрайство таке в світовому масштабі і, вибачте, я не можу сказати, чому мою фотографію. На жаль, вибрали мою. Я після того не виставляю жодної своєї фотографії в жодній соціальній мережі. Последната уплата која виртуелниот пријател барал да ја направи Скопјанката како заем за него, била на адреса во Украина, но на друго име. За целиот проблем побаравме став од амбасадата на Украина во Скопје. Сајберкриминалот не е новина ниту за нив. Од неодамна велат, постои посебна служба која се занимава со сајберкриминал. Во моментов во Украина е формирана и функционира посебна полициска единица, оддел за сајбер полиција при Министерството за внатрешни работи на Украина, чии функционални одговорности вклучуваат сузбивање и спречување на таквите злосторства, се вели во дел од одговорот на украинската амбасада до нас. Кој е вистинскиот пријател кој го збогати контото за 40.000 евра и ја остави во долгови Скопјанката на која и ветуваше и љубов, и брак, и богатство. Дамата пати по платонската љубов и по украдените пари, но убедена е дека пријавувањето в полиција нема да ѝ помогне. Да не испадне да се обрукам, да си ги обрукам децата и затоа искрено и не пријавив, се помирив со тоа дека парите нема да ми ги вратат и денеска мислам дека не можат парите да ми ги вратат. Македонската полиција вели дека може да се обиде да му влезе во трага на овој лик само доколку жртвата одлучи да пријави за да се отвори постапка. Полицијата ги охрабрува сите оштетени на ваков чекор. Во периодот од јануари до јули имаме пријавено вкупно 96 кривични дела од оваа област со материјална штета од околу 9 милиони денари и до сега се расчистени над 55% од овие случаи, велат од МВР. Ликот кој се крие зад псевдонимот Адам Дона е се уште активен на социјалните мрежи со неколку профили. Не одговори на нашите пораки на Facebook. На Инстаграм го следат 65 лица и се уште активно му лајкуваат и коментираат на неговите фотографии. Претежно средовечни жени од целиот свет.